Драги гледачи, како што ветивме, така и исполнивме. Еве сме повторно назад. Имаме една многу интересна тема за разговор, а денешното име на нашата тема ќе биде Страната на срцето. Самото име кажува многу, но јас сепак ќе оставам мојата денешна гостинка да каже нешто повеќе за тоа. Како и секогаш што велам, повторувам дека секоја професија има своја тежина, но за нешто сепак мора да се родиш. Мојата денешна гостинка е господја Лидија Максимовиќ, поетеса. Господја Лидија, добро ни дојдовте. Добро утро и на вас, добро ве најдов, добро утро и на гледачите пред малите екрани. И покрај ова тмурно и дождливо утро, на сите ви посакувам, имајте убав ден. Ви благодариме и ви благодаривме што ја прифативте нашата покана пред се да гостувате во нашата емисија. Господја Максимовиќ, кажете ни нешто повеќе за вас. Се викам Лидија Максимовиќ, родена сум и живеам во Куманово. По професија сум осигурителен брокер, вработен во осигурително брокерско друштво Сейф Инвест како менаџер на канцеларија во Куманово. Така, а во слободно време? Во слободно време читам многу книги, пишувам поезија, секој слободен момент го користам да напишам нешто, да се искажам себе си на најве својствен начин. Така, од колку години почнавте да пишувате? Моите почетоци датираат уште од мали нозе, односно од основно училиште, кога почнав соодветно на детската возраст, почнав со песнички со ритам и рима, пишувајќи за дете, цвет, сонце, училиште, мајка, сетона, што тогаш беше соодветно. Меѓутоа, со текот на годините, стилот и темите се променија, но љубовта кон пишаниот збор и понатаму ме следи. Така, од каде таа љубов кон пишаниот збор? Па тоа секако почнува од читањето книги, од она што наоѓав инспирација, од ликовите, од текстовите, од секако и најповеќе од читањето на книгите. Така, каква поезија најмногу сакате да пишувате? Видите вака, инспирацијата, односно мотивацијата за сето она што го пишувам е насекаде околу нас. Значи ги црпам темите од секојдневието, од љубовта спрема родниот град, спрема татковината, од вечната борба на нашиот народ за зачувување на својата непокорност. Меѓутоа, пред се и над се пишувам за љубовта, за сето она што е сокриено длабоко во сите нас, за чувствата, за доживувањата, спомените, сеќавањата, значи за постоење на пар како единка, за потрагата на своето второ јас, значи сето она што е најдлабоко скриено во секој од нас. Така, така. Во кој период од денот најмногу сакате да пишувате? Нема одреден момент на денот кога ќе посакаш да пишуваш, значи проникнување на некоја длабока мисла, слушање на одреден збор, некое доживување, некое сеќавање, сето тоа значи одеднаш извира кај поетот, кај оној што пишува и веднаш го запишува сето тоа што во моментот го чувствуваш или доживуваш, со подоцна, со обработка и доработка се создава една творба. Така. Ви се случило ли некогаш и кога не сте дома, да кажеме, кога сте надвор од дома, дали е тоа на работа или некаде сте излегле и добивате во тој момент инспирација и чкртнувате нешто? Го вадите нотесот и... Тоа на секој што пишувам му се има случано, така и на мене ми се случува на работа, поради работата секогаш имам, значи лист хартија и пенкало, на тоалетната масичка во спалната соба секогаш постои, че може и ноќе дури да ве разбуди една таква мисла која што бара од вас да биде изнесена на виделина. Така. Че нема момент, нема време, само едноставно тоа извира од поетот. Така. Кој ве поддржува најмногу во она што го работите? Па секако моите блиски, моето семејство, ќерка ми, колективот, односно организацијата на жени Нада Михајлова, кои се секогаш тука околу мене, моите другарки. Што според вас треба да содржи една квалитетна песна? Најдлабокото нешто што треба да го содржи една песна, мислам дека е емоцијата, чувството. Без тоа не може да се создаде добра песна, не може добро да се пренесе на читателот. Значи емоцијата, чувството е најсилното нешто што ја прави една песна, исто така најсилно. Рековте дека меѓу останатото во слободно време многу сакате да читате. Чии дела најмногу сакате да читате?
Како што се зачленив уште во основно училиште во библиотеката Тане Георгиевски, членството не го прекинав и до ден денеска. Значи на секои 15 дена позајмувам и враќам по 2-3 книги кои ги читам, ама баш ревносно се внесувам во нив и ги читам. Има многу добри како странски, така и наши писатели. Многу милени дела ми се делата на Елена Бачич Алимпич, сите нејзини дела, еве сега и трилогијата ја прочитав. Зорана Шулц исто така книгата Запри срце. Има ред многу убави книги што на сите топло ви ги препорачувам да ги прочитате. Така. Значи сепак и одите на работа и сте семејна жена пред се и успевате некако да ги ускладите тие работни обврски, секојдневие и да најдете слободно време за да го правите она што го сакате. Видите, ако на нешто му се посветите доволно со љубов и со внимание, секогаш се наоѓа време. Така. Значи не може работата, семејните обврски, ништо не може да ве спречи да земете во одреден временски период од денот книга да прочитате неколку страници или ако е човекот создаден да твори, да пишува, да напише едноставно нешто. Секогаш за се има време. Така, ова е една убава порака за нашите гледачи. Се. Да продолжиме ние. Дали сметате дека младите во нашата држава покажуваат доволно интерес за пишување на поезија? Како членка на организацијата на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица, имав можност да се запознам со многу млади таленти, имавме доста пригоди во кои што беа поканети ученици од основните, од средните училишта. Ние бевме гости на нивните манифестации и пригоди и секако голем број млади се заинтересирани, пишуваат поезија и тоа многу убава поезија, учествуваат на разни надпревари. И мислам дека е многу убаво што има такава мотивација во нашиот град, како што се конкурсите за литературни творештва на кои тие земаат активно учество. И на сите им посакам да продолжат понатаму со пишувањето, да не престануваат, зашто еден ден тоа ќе им донесе убав момент на слава, на доживување, на себе искажување и така. Дали се обидовте на некој начин тоа да го пренесете и на вашите деца, да кажеме? Секој човек си има свој талент, своја дарба. Моите деца на почеток како млади покажуваа интерес за поезија. Синот ми е застапен во една од стихозбирките Обденица во кој што учествував. Керка ми имаше неколку награди, учествувано и гостувано во Утрински ѕвон и така, меѓутоа со тек на годините кај нив не се доволно разви таа желба и тој интерес за пишување и така останав само јас во семејството. А дали некој од предците во вашето семејство сакал поезија? Па немам такво сознание, не знам. Така. Рековте дека сте член на организацијата Нада Михајлова, па би сакала да ни кажете дали посетувате некои писателски друштва? Вака, во 2003 година, мислам дека беше како подарок, ја добив книгата Обденица, додека ја прелистував, ги гледав нашите сограѓанки кои творат, почувствував, всушност се погледнав и себе си меѓу нив и веднаш посакав да бидам дел од нив. По краток контакт со господја Зора Ивановска, нашата председателка, ме покани на еден од нивните состаноци, каде што сите срдечно ме примија и прифатија како дел од нив. И од таа плодна соработка досега издадовме уште 9 обденици во кои што активно учество зедо со своји збирки поезија и со кои што ги објавувавме досега по повод 11 ноември, денот на ослободување на нашиот град, како еден подарок од нас за градот. Така. Како членка на организацијата, значи имаме учествувано на повеќе манифестации како во градот, така и надвор од него. Традиционално секоја година одиме во кастелот на господин доктор Додучки, каде што организираме литературни читања, надпревари и така. Така. Ја имате книгата Обденица, мислам дека. Да, ова е последната книга Обденица 10, во која што зедовме активно учество сите членки на организацијата на поетскиот клуб Обденица, што до тогаш учествувавме и со оваа стихозбирка која означивме Обденица 10, го крониставме нашето творештво 10 години. Така, вашата песна е тука? Повеќе мои песни има тука. Дали би можеле да ни прочитате една од нив? Со задоволство. Која сум? Ја слушаш ли тишината и тагата во моите молитвени ноќи? Тогаш плачам, за да не се скаменам, да не се претворам во очај и да не заборавам која сум
и зошто ти ме сакаш. А ти, не буни го почетокот кога не го знаеш расплетот, ни крајот наспроти сиво-розовиот пат. Пушти ме наспроти аглестата линија на свитканиот ветер за да дознам како тревата дише во земја ровка. Како заспива сонот во преградка или каков е ликот на среќата. Нагризувачкиот шум над звездената реалност жедна за твојот романтизам. Ја прочистува од сите заразни болести мојата фантазија и ми дава сила надежта дека еден ден ќе трчам пред тебе со созвездието на распеани пролети, помеѓу твојата недоверба и мојата плашливост, но твојот екстремизам и мојата колебливост. Кој може да го поврати изгубеното чувство за живот во кулата од желби? Што ли таинствено ни раскажуваат звездите? Слушни. Слушни како се уриваат зидот на крвта и од мојот мрачен камен цветови никнуваат. Во моите зори на далечни светови стави ги на моето росено чело твоите силни раце лековити, што ја ритмуваат и песната и стиховите, и дишењето на ноќта во далечната постела на морето, од кое црпам вода да ја освежам искорнатата ми душа. Го одбрав токму твоето живеалиште расфрлано на лицето на земјата и осамениот светилник на патот кон пристаништето, за да не заборавам зошто ти ме сакаш, за да не заборавам која сум. Така, преубава песна која буди многу емоции. Да одмориме со една кратка музичка пауза и се враќаме брзо. E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò sulla vita per mari che io lo so non esistono più. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò
Grazie. Продолжуваме понатаму, драги гледачи, односно точно време е сега малку да позборуваме за темата денес, а тоа беше страната на срцето. Господја Максимовиќ, што представува за вас страната на срцето? Страната на срцето или мојот првенец, мојата прва лична стихозбирка пред се остварување на мојот животен сон. Иако земав активно учество во многу стихозбирки од повеќе автори, желба, сон ми беше да издадам своја лична збирка поезија и еве конечно се оствари и тој сон минатата година и тоа посебно ме радува што токму на денот на мојот роден ден излезе стихозбирката, дојде во Куманово. Реков дојде затоа што е печатена, издадена во Битола од издавачката куќа Дата Песнопој и ми беше пратена, дали случајно или намерно, но секако посебно драго на мојот роден ден. Стигнаа сите 100 примераци од стихозбирката Страната на срцето. Така, од каде името Страната на срцето? Вака, секој поет кога пишува поезија со својата песна, не нуди само кошница топли зборови, проткаени со голема и светла животна радост, туку во сите тие песни се содржани многу проценти од сега, од денешнинава, од сега, од секојдневието, многу промили од едностановито внатрешно јас, многу животни прашалници, најтешките зборови што се скриени длабоко во душата, најискрените доживувања, чувства, че поетот преку својата песна на светот всушност го подава своето срце, го поклонува своето срце. Токму од тука и дојде идејата ова да биде страната на срцето, значи сето она што лежи во секој од нас. Така, значи немавте дилеми, тоа беше она што го баравте и бевте сигурни дека тоа е вистинското. Колку време ја пишувавте оваа стихозбирка? Стихозбирката опфаќа подолг временски период, опфатени се 79 песни, во кои што, реков, има застапени секакви теми, меѓутоа пред се љубовта како основен двигател на животот и на светот. Така. Кога се одлучивте за она да ја издадете песна, стихозбирката, каде се одржа вашата промоција? Промоцијата беше оваа година на 30 мај во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, која што на моје задоволство беше многу посетена. Ми направи огромна чест и задоволство што присуствуваа сите на мене блиски, драги луѓе, мои другарки, пријателки, моето семејство, колеги, колешки, познаници, сограѓани, со кои со своето присуство ја облагородија и ја направи посебна таа вечер за мене. Така. Тоа е оваа книга, драги гледачи, за која што зборуваме. Односно Страната на срцето. Господја Максимовиќ, дали сите песни ви се подеднакво драги или пак издвојувате некоја која ви е посебно онака драга? Секоја песна е дело на Творецот, значи произлегува од него, меѓутоа секогаш има некои посебно драги, посебно чувствителни, посебно искрени песни во кои што изнесено своето внатрешно јас, своето најискрено чувство, доживување, така да секако има песни кои може да се издвојат со тоа. Така. Колку време ви е потребно за да напишете една песна? Нема одреден временски интервал, значи некогаш кога извират тие чувства од вас, едноставно бликаат и барат можност да бидат изнесени на белиот лист хартија, тоа може да се случи за многу краток временски интервал, додека понекогаш ја почнувате песната, постанува недопишана, па се навраќате, барате продолжение. Значи нема одредено време за кое што може да се напише една песна. Најчудно кај мене, најневообичајно е тоа што моите песни немаат наслов првин. Јас првин ја пишувам песната, се она што ми доаѓа да напишам и потоа кога седнувам барам наслов за секоја песна и тоа ми е најтешкиот дел од пишување на една песна. Не самата песна, туку насловот. Но велат дека најголемите поети така пишуваат.
Првим песната, потоа наслов. Епак, Издвојте мене една тако доколку сакате да ни прочитате. Секако дека сака. Еве песна со еден така интересен наслов Убавица и ѕвер. Се прашувам ја напишав ли некогаш вистинската приказна за убавицата и ѕверот, која со поколение кај нас се пренесува. А толку многу научив за ѕверот и неговата љубена. Јас, нивниот осамен обожавател. Време е да ги затворам книгите со бајки и чекорите да ги пуштам во вистинската насока. Да се почувствувам жива, да чувствувам човечки, да преместам се од лицето во срцето и да се насмевам на нивната достојност. Да те поведам таму каде што се кријат моите сонови. Тие ќе чекаат вечно по твоите стопола, за да можеш да ја согледаш разликата. Погледни ја сцената, не само завесата на животот. Научи за слобода, за да ја разбереш љубовта. Продолжи да одиш, за да не посакаш да леташ. Се плашам за твојата големина. Научи за слобода, за да ја засакаш љубовта. За да ја разбереш За љубовта. да ја разбереш. Така, што значи тоа? Преведете ни го тој дел, онака како што вие го доживувате. Тоа е многу длабока, многу скриена мисла, порака. Мислам дека во секој од нас, значи пред се ние како луѓе се издвојуваме со тоа што имаме чувства, емоции, доживувања и мислам дека само доколку човекот почувствува таа слобода, слобода на доживување, слобода на размислување, дека дури тогаш може да доживее и слободата на љубовта. Така. Ваши награди и признанија досега за напишаните песни. Уште како додека бев во училиште, учествував на многу конкурси за литературно творештво, како на локално, така и на меѓународно ниво. Имам доста награди и признанија, меѓутоа една од поновите од моите лични творби, од стихозбирката, 3 мои песни, Мајка, Убавица и ձверова, што моментално вие прочитав, и песната Разбудете ме, се преведени на руски јазик од страна на учениците од гимназијата Гоце Делчев и добив диплома за учество на 6-тиот меѓународен фестивал за детско литературно творештво во Русија за истите. Така. Уште една да слушнеме. Странци во познат пейсаж. Ме најде како клечам заробена во себе. Немав доволно храброст да заминам, ни гордост да останам. Со демонот од минатото кој ликуваше врз урнатините. Го слушав, а не се гледа. Јас одев на една страна, а мојата сенка на спротивната. Ко од Господ не создадена, туку од небо што на земја чекори. Полека душата ми ја враќаш, мислејќи дека моја е. Јас барам на дното на твоите очи и одново земјата ме раѓа. Има ли разлика, прашав, од високото и длабокото? Ќе треба ли да ги ослободам бурите од волшебните пештери? Се лизгам по должината на твоите огради. Ја добивам бучавата на водопадите пред да падне првата капка дожд. Ќе можам ли да продолжам еден ден без боја и без шум, кога тебе ќе те снема? Или само смртта во мене продолжува? Странци во многу познат пейсаж. Одлично. Господје Максимовиќ, дали учествувате на некои поетски читања? Секако, во нашиот град се организираат многу поетски читања, гостуваме во читањата што ги организира библиотеката Тане Георгиевски, читања помеѓу организациите што постојат во нашиот град, читања во основни и средни училишта, значи секаде каде што ќе бидеме поканети, не само јас лично, туку и организацијата на жени Нада Михајлова, секако со задоволство се одзиваме на позивот и активно учествуваме. Така. Слободно можеме да кажеме дека една од вашите зацртани цели во животот е до некаде исполнета. Дали тоа е инспирацијата за да продолжите да пишувате и понатаму? Секако, ова
остварување на мојот животен сон, ми донесе толку лично доживување, сатисфакција, што секако ќе ми даде и мотивација понатаму да творам и се надевам дека од ова скромно перо ќе излезе уште втора, трета, уште некоја стихозбирка, поезија. Дали имате нешто, можеби на ум, некои идни планови? Па секако, веќе почнав да работам на остварување на втората стихозбирка, имам напишано повеќе песни, можеби околу 30 на песни веќе се соберени и напишани, меѓутоа треба уште да се твори, да се создава и се надевам дека и таа втора стихозбирка ќе ја види светлината на денот. Така. Каде нашите гледачи би можеле да ја најдат оваа стихозбирка? Па стихозбирката не е пуштена во продажба некаде по книжарниците или библиотеката во нашиот град. Може да се најде во библиотеката, оставен е примерок таму, ако некој е заинтересиран да ја прочита. Тогаш на промоцијата беа продадени голем број стихозбирки, а ако некој е заинтересиран, може да ме побара, да ме исконтактира мене Така, и да или пак добие се примерок обрати. од книгата. Так, или пак, како што рековте, да се обрати во нашата библиотека и таму... Таму може да ја земе, да ја прочита. Так. Правиме уште една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото. E più ti penso, e più mi manchi, ti vedo coi miei occhi stanchi. Anch'io vorrei star lì con te, stringo il cuscino, sei qui vicino. E notte fonda e sei lontano. Hai il vuoto intorno senza te, il sole più non c'è. Sono triste e sconsolato come non son stato mai senza te. Senza te. E se per caso non potessi rivederti, io so già che farei, non vivrei. E più ti penso, e più mi manchi. Son poca cosa senza te, mi sento un pesce che Non è l'acqua per nuotare, respirare senza te. senza te, senza te. E se per caso non potessi
vederti. Io so già che farei. Morirei. Се надевам дека уживавте во оваа прекрасна музичка номера, а ние, драги мои, продолжуваме понатаму. Господје Максимовиќ, во прилог тука ни донесовте уште 2 книги. За кои книги станува збор? Со себе ги понесов и книгите Поезија за душа 2, во која исто имам активно учество со мои лични творби поезија. Ова е стихозбирка од повеќе автори од цела Македонија, излезена од печат 2014 година. И македонско-бугарската антологија, во која што песните се преведени на двата јазика, односно песни од македонски автори се преведени на бугарски јазик и песните од бугарските поети се преведени на нашиот македонски јазик. Ова стихозбирка излезе оваа година, 2016 година. Така. Значи, едно мало подсетување, доколку сте заинтересирани за книгата на мојата денешна гостинка, можете да ја побарате во градската библиотека Тане Георгиевски или пак директно да ја контактирате господја Максимовиќ. А дали би сакале, како за крај, тука некаде би бил и крајот на нашата денешна емисија, да ни прочитате уште една песна? Секако, нема проблем. За да ги запознаеме некако одблиску уште повеќе нашите гледачи. Многумина ја сакаат љубовта и го сакаат пишаниот збор, но не знаат тоа да го изнесат баш така како што вие го правите. Драго ме ако мислите така. Еве, песната Без богување. Без богување ги пуштивме да одминат нашите години по патот на солзите. 1000 пати умрев и уште толку пати се роди во потрага по Твоето име. Следена од тагата, долго чекорев по издупчен пат. Нозите грчевито ми треперат. Зошто овие камења не ми дозволуваат да се одморам и уште еднаш да продолжам? Не знаев докаде разделбата на небото со дождот. Не сваќав дека секој миг е единствен. Се плашев мојот завет да не ме онеправда, заробена помеѓу два света од спомени покривка исткав. Ги здробив чекорите кои онака никаде не ме носеа. Некоја краде по усирачката светлина од моите гради. Не мачете ме повеќе да постојам, со мртва душа, срце без глас, без нас. Така. За крај, господје Максимовиќ, една убава порака за нашите гледачи. Како додека читам некои мисли, некои текстови, она што посебно ми се допаѓа останува врежано во моето сеќавање. Не ме фаќате за збор, не знам од кој писател е мислата, но ќе ја кажам на еден свој начин, на мене посебно драг цитат, драга мисла. Значи, ако не спиеш, не можеш да сонуваш. Ако не фантазираш, не можеш да бидеш фантастичен. Ако не љубиш, ни самиот не можеш да бидеш љубов. Се надевам оваа порака ќе допре до гледачите, светете ја, разберете ја, бидете среќни, пред се бидете свој. Така. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Имајте убав ден и останете во добро расположение.